Екипата на Тетек, шести надпревар поред, не успеа да забележи победа, а на исто толку надпревари нема постигнато ниту погодок. Текстилците во 18-тото коло на втората македонска фудбалска лига одиграа само 0:0 на гостувањето во Скопје против Евромилк. Двете екипи одиграат цврст и борбен надпревар, без многу можности за гол. Според играта која ја прикажа, и двете екипи треба да бидат задоволни од освоениот бод. Тетек со бодот кој го освои во Скопје останува на последната позиција на табелата со 14 бодови. Пред него на табелата се Тикве со 16 и Вардар Неготино со 17 поени. И токму помеѓу овие три екипи ќе се бараат двата состави кои ќе испадат од второлигашката конкуренција и наредната сезона ќе настапуваат во соодветната трета лига. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати: Академија Пандев Хоризонт Турново 1:3, Вардар Неготино Скопје 1:0, Металург Влазрими 1:3 и Тиквеш Новаци 0:2. Со надпреварите од 18-тото коло заврши вториот круг од втората лига и сега ќе се премине на одигрување на третиот дел од првенството, а двојките ќе се формираат според Бергеровиот систем. Така Тетек во првото коло од третиот круг ќе има тешко гостување во Турново против Хоризонт, а надпреварот ќе се одигра во сабота со почеток во 15 часот. Кошаркарите на Гостивар продолжуваат со одличните игри во втората кошаркарска лига на Македонија. Последна жртва на Гостивар си беше составот на Црн Дрим од Струга, кој беше совладан со убедливи 92:57. Неизвестност имаше само во првата четвртина кој им припада на домашните со 18:14, додека во продолжениот надпреварот кошаркарите на Гостивар само ја зголемуваа предноста. Гостиварци на полувремето имаа предност од 14 поени, 41:27, а таа разлика ја зголемија за дополнителни 10 поени во третиот период. Во последната четвртина противникот немаше веќе сили да се спротивстави, па така иако тренерот Мирко Петровски во игра ги внесе најмладите кошаркари, предноста порасна за дополнителни 11 поени, со што беше постигната конечната разлика од 35 поени, односно убедливи 92:57 за Гостивар. Екипата на Тетек очекувано беше поразена на гостувањето во Скопје, од Академија ФНП со убедливи 105:81. Иако можеби поразот беше очекуван, со оглед на фаворитската улога на екипата од Скопје, сепак изненадува високата негатива со која го загубија надпреварот тетовските кошаркари. Како што почна надпреварот, почнавме на почеток малку згрчено, но после во текот на утакмицата се опуштиме и беше лесен напревар за нас и има и шанса, како што видовте и помладите играчи, да се докажат и, како што кажавте, поентираа во доста случаи. Квалитетна екипа, поспремна, подобра одбрана, повеќе скокови ни зедоа и заслужена победа. Двете екипи од полок на второлигашката табела остануваат на позициите кои ги имаа пред одигрувањето на ова коло. Односно Гостивар се уште е лидер, додека Тетек се на шестата позиција. Идното коло на програмата ќе биде полошкото дерби помеѓу Тетекс и Гостивар, а надпреварот ќе се одигра во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово.